Бедници и бездушници, напишано од професор доктор Јове Кекеновски. Од денот кога го притиснаа зеленото копче за автентичното толкување, постојано се прашувам, имаше ли малку совест и човештина кај нив? Па знаат ли тие стискачи на зеленото копче дека овие злосторства ни Господ не може да ги амнестира, а камоли некои однародени пратеници, тоест платеници? Иако може да личи на вообичаена флоскула, сепак бидете сигурни дека сите тие ВМРО-вчиња на привремена работа во ВМРО ДПМНЕ ќе бидат запишани со црни букви во македонската историја, исто како и нивните наредбодавачи. Драги слушатели, најнапред дозволете ми да ја изразам својата благодарност за добиената покана од редакторите на весникот Изгреј зоро на слободата и форумот Котле да бидам соработник на овој весник, пишувајќи своји колумни и анализи за актуелните политички и тоа не само македонски, туку и светски случувања. Навистина жалам што на ова мое прво среќавање со вас преку страниците на овој весник го изразувам својот став за едно прашање, за кое ниту еден свесен и совесен македонец, а најмалку пратеник во македонското собрание, требаше да го третира на таков начин како што беше истретирано. Значи, веднаш да кажам дека се работи за автентичното толкување на законот за амнестија, односно за хашките случаи од 2001 година. И затоа, токму во овој мој прв текст, сакам да го изразам својот остар револт и огорченост против безгласните и безумни политичари, божевни народни избраници, а всушност однародени платеници против политичарите, желни за удобна фотелја, кои под параванот наречен големи политички цели ни го рушат нашето достоинство и ја покажуваат својата бездушност и безумност. Сакам јавно да го изразам своето срамење од ваквите слепи послушници и бездушници, кои без тронка срам и емоции гордо и немо го дадоа својот глас за изгласување на автентичното толкување на член 1 од Законот за амнестија. Па од тука целиот текст е пишуван пред се од аспект на човек и македонски патриот, а не од аспект на мојата професија, од причина што својот стручен став по однос на ова прашање го кажав прв во нашата држава во електронските и пишуваните средства за информирање. Парада на ВМРО-вскиот и македонскиот срам. Да се подсетиме дека собраниските 63 бедници и бездушници, пред се тука мислам на припадниците на ВМРО ДПМНЕ, ако може да се рече дека се припадници на оваа партија и нејзината идеологија, под изговорот дека се современи патриоти, пред неколку дена изгласа автентично толкување на случаите водство на ОНА, непроштено, мавровски работници и Липковска брана, со што се стави крај, барем за мене привремен крај, на кривичните дела извршени во текот на конфликтот во 2001 година. Јас досега немам сретнато случај во било кој дел од светот каде извршени кривични дела се затвораат, се бришат како да не постоеле со политички договор. Тоа само во Македонија и со вакви политичари може да се случи. Со изгласувањето на автентичното толкување, собраниските однародени пратеници, тоест платеници и нивните наредбодавачи покажаа дека за нив нема ништо свето и на тој начин го допреа дното на моралот. Тоа беше класичен случај на парада на ВМРО-вскиот и македонскиот срам. Од денот кога го притисна зеленото копче за автентичното толкување, постојано се прашувам, имаше ли малку совест? Ќе ве будат во сон. За некој нормален човек сосема е нелогично и апсолутно несватливо некој во име на некој си лажен соживот, во име на привремен и привиден мир да прифати коалиција, партнерство и другарување со киднапер, со убиец, со умисла, со нечовек. Уште помалку некој некога да ослободува од одговорност за кое нема ни правна, ниту морална основа. Дали на наредбодавачот, креаторот на одлуката за вакво автентично толкување и на слепите послушници, пратеници, тоест платеници, пред да заспијат, не им се вртат во мислите ликовите на луѓето со изгравирана кожа, ликовите на киднапираните, убиени и влечени со трактор, на живите запалени и кренати во воздух луѓе.
Ако досега не им се појавиле, нека бидат сигурни дека ќе им се појават во иднина и ќе ги прогонуваат во текот на целиот нивен живот. Наместо да поддржуваат нешто што е неподдржливо, на наредбодавачот и извршителите на наредбата требаше да им проработи совеста, емоциите и човечноста при самата помисла дека треба да ослободат некој кој се однесувал како звер. По се изгледа дека таа совест, се разбира доколку некој малце ја имал, остана длабоко закопана во нивната душа. Дури она Гревче Тарчуловски беше ставен во игра. Замислете, човекот кој заради тие кои ги направија овие злосторства денес лежи 12 години во европските зандани, се обраќа на премиерот Никола Груевски и му порачува дека хашките случаи треба да се заборават и земјата да продолжи да оди напред. Кој е напред, Јохане? Каде напред, Јохане? Што се случи со тебе? Наместо против амнестија, ти зборуваш за амнезија, Јохане. Меѓутоа, без разлика на неговата амнезија, на него и неговите мора да им стане јасно дека тој беше употребен како крпа, за да неговите нови соборци ја избришат својата нечиста совест. Во тој контекст, нешто слично ќе напише Никола Младенов во последниот број на Фокус. Јохан е сурово понижен од пропагандистите на Груевски, кои на безочен начин го вклучуваат и него во одбрана на неодбранливото. Тој е последниот човек од кој треба да се очекува благослов за амнестијата. Вистината е како шило. На крајот, како резиме на сето ова, би сакал да запрашам, дали со направениот политички компромис и гнасната и нечовечка политичка трговија, тоест бришење на злосторство за удобна власт, трговците политичари се сигурни дека власта и удобното седење на функционерска фотелја ќе потрае и наредните 4 години. Дали вредеше потребата за владење да се трампа со нешто што не смееше да се трампа? Дали на овој начин политичките трговци сметаат дека ќе се подобри меѓуетничкиот соживот? И уште многу други дали. Јас сум сигурен дека од ова што е набројано, ништо не е сигурно. Па ако е така, и ако со тоа се согласуваат најголем број македонски граѓани, барем од она што го слушнав на емисиите кои ги вклучуваат граѓаните во живо, со своји коментари за овој случај, тогаш зошто имаше потреба од трговија за сметка на оние несретни луѓе, чии животи бездушно беа одземени? Зарем позициите и фотелите беа поважни од одредбите на меѓународното право? Правдата е бавна, ама секогаш излегува на површина. Што би рекол премиерот Груевски, вистината е како шило, врти, па ќе излезе на виделина.